Па ја мислим разрешница за ДИК е одлуката на политичките партии да се излезат од оние услови што ги поставуваат по однос на обврските што ги имаат превземено. Значи тоа е обврска на политичките партии по онаа процедура која што е предвидена во собранието да ја инициираат процедурата. До кога ќе ги чекате? Јас немам потреба да чекам никого до кога се решат политичките партии да се доаѓаат со предлозите кои што треба да доаѓаат. ВМРО нели бара без законот за влади за финансирање дека нема избор? Не е мој проблем што бара ВМРО. Собранието има соодветна процедура, политичките партии се обврзале на таков метод и со таков начин со измените на изборниот законник да си го вратат методот на избор на ДИК и имајќи предвид дека консензуално тоа го донесува законот, сметам дека би требало во духот на законот кој што самите го донеле да се однесува така како што пропишува законот, а другите барања, другите потреби имаат можност секогаш да разговараат меѓу себе и кога ќе имаат договор за таквите работи не е пречка собранието да ги реализира и тие договори меѓупартиски. Па сега ја не знам на кој да му одговарам затоа што 5 минути. Значи ова дека вие сте немотен во овој случај? Не, ја не сум немотен. Има процедура, не е работата на моќта и немоќта на собранието. Има процедура соодветна која што со закон е пропишана. Што ако не Може ли да се доведе под прашање? Тоа не е мој проблем, сега не е проблем на собранието и мој проблем како председател на собранието ако не се договорат. Ќе закажете ли Дали може да се доведе под вие да прашање закажете? одржувањето Механизми референдум, какви се? бидејќи немаме државна изборна комисија и може повторно... Па не е проблем на собранието, одговорноста на политичките партии затоа што се нема институција која што е одговорна пред граѓаните и пред институциите на државата да ги спроведе постапките. Тоа Вие сте 100 човек од државата. Може ли да се Да, доведе јас сум. во прашање референдум? Референдумот не може да се донесе во прашање затоа што референдумот ќе се одржи во рамки на 90 дена максимум, минимум 60 дена од момент кога ќе се донесе одлука за референдум и не може да се доведе во прашањето. Имате вие никакви механизми за да закажете седница? Видите, ја ги имам сите механизми. Не е работата во механизмите што ги има собранието, односно председател на собранието. Работата е во она што политичките партии го договориле претходно кога го изменија законот за изборниот законник. И таму е воспоставено пракса да се гласа составот на Државна изборна комисија со двотретинско мнозинство. Инструментите други кои што се воспоставени, што значи тоа ако некој се решил тоа да го блокира? Значи ја имам инструменти да дојдам до гласањето. Ама што ако некој тоа после нема да го почитува? Значи обврска е на политичките партии да го спроведат оно што го бара како политички партии. Точка. Има ли известување од председателот Иванов како ќе постапи? Зашто? За законот за договорот за името. Па нема потреба да има известување, или ќе постапи или нема да постапи, нема рокови за да извести, он нема обврска да извести, он има обврска да потпише закон, а не да извести за тоа. Кога ќе ги спратите до службен весник затоа што роковите течат веќе? Па нема рокови за службен весник. Планирате да ги спратите до службен весник? Секако дека планирам. Тоа е волја на парламентот и волја на парламентот не може да се попречи никаде и од никого. Кога? Кога ќе решат.